се враќаме назад, следат моите омилени часови. Искрено за 8 и 9 оделение по граѓанско општество, така? Граѓано образование, извинете. Здраво наставничке, ние се знаеме од претходно, но сепак може да им се представите на децата пред да почнеме со часот. Добар ден на сите, добар ден на учениците, наставниците, родителите, баби и дедовци кои што го следат овој час, односно овие наши часови. Јас сум Анита Ангеловска, директор на Основно училиште Кирил и Методи Стајковци, ама и наставник по граѓанско образование, така што сега сум во улога на наставник. Денеска ќе зборуваме интересна тема, последната тема која што е по граѓанско образование, бидејќи кажавме и минатите часови дека ни се развојни темите, па истите теми ги изучуваме на малку по различен начин во 8 и во 9 оделение. Граѓанинот и светот и граѓанинот и Европа. Нешто што е многу интересно и актуелно, затоа што 9 мај ни е на прагот, нели, и денот на Европската унија. Меѓународни организации за 8 оделение не содржината. Еве темата, што е всушност целта на оваа тема, која што ќе работиме следната недела, затоа што од аспект на Македонија. Сега ќе ги разгледаме меѓународните организации и нивното функционирање, меѓутоа и нивната улога за и придобивки во општеството, затоа што тие имаат некаква функција. Веројатно вие ги знаете овие организации, сте ги користеле нивните услуги, а и ние сега користиме една од услугите, реализирајќи ги часовите тука. Поимите со кои што ќе се сретнеме. Меѓународна заедница, глобализација, нешто што е актуелно, Организација на Обединети нации, УНИЦЕФ, ОПСЕ, НАТО, Црвен крст и Црвена полумесечина. Сите тие во оваа кризна состојба во која што се наоѓаме имаат некаква улога. Сега, да го објасниме поимот глобализација, вие ќе ми помогнете. Ајде. Еве ги поимите кои што ќе ви бидат асоциација. Добро, глобализација предпоставуваме е некако доведување на поврзување на различни нации и држави да функционираат на некаков сличен систем. Така. Значи промените во општеството носат развој. А развојот сушност бара размена на секаков вид активности и производи. А таа размена бара поврзаност, нели, меѓу народите и нациите, бара соработка, бидејќи сите тие имаат заеднички цели. Ние имаме глобално општество затоа што имаме, нели, медиумска поврзаност, имаме трговија, имаме размена на научни сознанија и искуства. И сето тоа води кон еден поим заеднички наречен глобализација. И сега, меѓународните организации се всушност не се држави. Тие се здруженија и можеме да ги поделиме на некој начин на меѓународно светски и регионални. Ние ќе зборуваме за светските организации кои што оставаат голем впечаток. Например, Организација на Обединети нации, создадена после Втората светска војна. И таа всушност е на некој начин друштво на народите кое што било создадено меѓу двете светски војни. И основната цел е била да го зачува мирот во светот. Меѓутоа, таа има и своји организации внатре. Прво да видиме дека во првиот член на повелбата стои дека ние, народите на Обединетите нации, сме решени да ги спасиме идните поколенија од страдања, нели, од ужасите на војната, што два пати во текот на нашите животи му нанесува на човештвото невидени страдања. Се однесува на Првата и Втората светска војна. Меѓутоа, во рамки на Организацијата на Обединетите нации функционира и УНИЦЕФ, а УНИЦЕФ е една од организациите кои што, нели, ги организира овие наши часови кои што се одвиваат на ТВ училница. Сега, тој е меѓународен фонд за деца при Обединетите нации. Има многу различни улоги. Основна задача е да се грижи за правата на детето. А рековме минатите часови дете е секоја личност до 18 години. Така се дефинира во Обединетите нации. Остваруваат различни активности, оно што најмногу не засега, нели, животот, здравието на децата, но и квалитетно образование. Оно што ние сега се обидуваме да направиме во вакви услови. Секупно. Да. Сега,
рековме дека се грижи за здравјето на децата, не сите деца имаат еднакви можности и пристап. Еден пример на што јас би го навела тука, дека преку Меѓународниот фонд за деца при Обединетите нации во 2016 година се набавиле 2,5 милиарди дози вакцини наменети за деца што немаат пристап до нив. Значи, грижата за здравјето е првична на оваа организација. Сме слушнале за Совет на Европа? Да. Да? Добро. Значи, обично е мешат со Европски совет. Европски совет со Европска унија, а овие организации што ги обединува сите европски држави и таа е она која што всушност 1949 била создадена, а ја создала Европската конвенција за човекови права. Европската конвенција за човекови права е имплементирана во нашиот устав. Европската унија ќе ја дискутираме малку повеќе во следната содржина за девето. Незините клучни цели се унапредување на мирот, воспоставување на заедничка зона на слобода, соработка и солидарност. И ние, нели, како држава, веќе сме пред портите на Европската унија, така што учениците за девето оделение ќе имаат некаква задача за истражување. Одлично. ОПСЕ, Организација за безбедност и соработка во Европа. Исто така прави многу активности кои што се и во нашата држава и во меѓународни рамки, создадена 75-та, повеќе насочена на безбедносни прашања, сигурност во регионот, меѓутоа таа прави активности и со учениците, многу проекти што ги прави Министерството за образование и наука се финансирани од ОПСЕ, посебно за меѓуетничка интеграција. И сега, тука гледате македонското знаме со знамето на НАТО. Што ни кажува тоа? Дека? Како мислите? Значи, заедно македонското знаме веќе е дел, така, влезот, да. Северноатлантска алијанса членуваат повеќе држави од Европа и Северна Америка да се обезбеди политичка и безбедносна соработка. А овие символчиња? Црвена полумесечина на Анри Дидан. Аха, добро. И Анри Дидан ова идеја уште во 19-тиот век, нели, ја создал прво како првата женевска конвенција која што имала да ги заштити ранетите и повредените, ама потоа прераснала во една хуманитарна организација која што е најголема, една од најголемите во светот и во денешни услови во кои што се наоѓаме сега сите, Црвениот крст и Црвената полумесечина имаат многу значајна улога. Сега, за да ние им дадовме задача на нашите ученици. Значи, ова нешто како вовет, обично го правиме на часовите, кога даваме првични информации, меѓутоа учениците, оние што следат сега, може да им дадат да направат интервју со наставниците или со своите соученици, кои што ќе кажат примери од соработка и придобивки, затоа што како држава ние користиме многу проекти и придобивки во однос на образовниот систем. Особено програми и проекти од Еразмус Плюс, кои што вршат размена, односно придонесуваат за доживотно учење. И се прашањата може да вклучат како меѓународните програми помогнале да се развива училиштето, дали некоја организација помогнала се подобрат инфраструктурните услови, затоа што има и реновирање, и дали наставниците имале можност да посетуваат дополнителна обука. Ние ги прашавме нашите наставници, односно децата направи интервју, и сега имаме тука едно видео, можеме да го спуштиме. Треба да го спуштиме ова? Да. Добро, само секунда. Добро, видеото е видео за проектите? Да, да. Само гласот, ако може да го вклучиме, за да се слуша она што го зборуваат. Се разбира. Придобивки од користење на еврофондовите за мобилност во образованието е следење на новите образовни трендови и пренесување на позитивни практики во нашите училишта преку различни работилници за наставниот кадар и учениците. Еразмус проектите нудат можност за изучување на онлайн алатки и програми кои овозможуваат поттикнување на креативноста кај учениците во наставата по информатика и останатите предмети. Како наставник во оделенска настава, секојдневно ги користам придобивките од учеството во Еразмус проектите
Една од нив е и примената на најразлични техники и методи со кои што ги детектираме причините за лошите резултати во образованието на учениците, а понатаму и начинот на кој што може да им се помогне на овие ученици. Учеството во меѓународните проекти за мене представува тимска работа, можност за соработка со наставници од други земји, размена на искуства, осовременување на наставата, професионален развој, интеркултурни размени, инспирација, креативност, со еден збор до животно учење. Јас сум Ива Карапеов и како учесник во Еразмус проектот, јас би ги издвоила новите стекнати пријателства и дружењето со ученици од различни земји. Мене најголем впечаток ми оставија посетите и запознавањето со нови култури и традиции. Јас сум Тео Стаменковски и јас сакам да учествувам во Еразмус проектите бидејќи ни нудат многу можности и дружење надвор од нашата држава. Еразмус Плюс ме асоцира на сплотеност, позитивна енергија и споделување. Здраво! Здраво! Јас сум Мартина. Јас сум Матеа. И ние сме вклучени во двата проекти Еразмус и Твининг. За мене ово учество во проектите беше незаборавно искуство, забавно и интересно. Тоа искуство ни донесе многу нови знаења, нови култури и можности за промовирање нашето училиште и нашата земја. Јас сум Билјана Арсова. Како наставник по англиски јазик се стекнав со извонредно и позитивно искуство остварено преку неколку одобрени проекти од Еразмус Плюс програмата. Придобивките се огромни, како за наставниците, така и за учениците. Преку мобилностите имавме можности да споделиме различни искуства, да соработуваме, да запознаеме нови култури, да ги подобриме комуникацијските вештини и да споделиме европски вредности со партнер училиштата ширум Европа. Покрај меѓународните проекти Еразмус Плюс и Твининг, нашето училиште реализира проекти од меѓуетничката интеграција, кои се огромна придобивка за нашиот образовен систем. Тие се нишка, која ги спојува различностите и даваат вистински правец и насока на сегашните и идни генерации. Ето. Одлично. Јас морам да ви признам дека неодамна дознав дека Еразмус Плюс програмата всушност е и за основно и средно образование. Мислев дека е само размена на студенти. Да. Гледате преку вакви истражувања, као за домашно што ги дадовте, може да разберете повеќе работи. Кирил и Методи има 3 Еразмус проекти и кога јас им ја дадов задачата на учениците да направат интервју со наставниците, може ли и ние да се снимиме? Секако дека може. Да, секако. Да. Значи, ова е задача која што може да ја направат сите ученици во нивните училишта и во нивната околина, да стапат во контакт со наставниците и да направат интервју. Заедно со наставникот по граѓанско образование да направат прашања. Доколку беа редовни услови во кои што работевме, ќе им дадевме задача да истражуваат во околината она што помогнале меѓународните организации да дадат конкретни примери. Меѓутоа, вака го решаваме нели нештото седејќи дома и тие успеваат и на некој начин. Драго ми е што вака весело изгледаат нели на видеото, да. Ви благодарам, наставничке. Ние сега ќе одиме со една кратка паузичка, па ќе се вратиме за 9-то оделение.